Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Наркокартелот зајави веќе неколку дена молчи и се обидува да го покрие случајот каде што со дрога од над 800.000 евра беа фатени блиски луѓе на Заеви и СДСМ. Возачот на Трајче Заев и командирот на полициската станица Прилеп се уапсени за дрога, за огромно количество на дрога, а Зоран Заев вели дека можеле да се дружат колку сакаат со неговите братучеди, но ќе одговарале. Ќе одговараат затоа што не зависи од Зоран Заев, не зависи од Заеви, бидејќи да зависеше од нив, тие се уште ќе возеа комбиња полни со дрога низ Република Македонија. Нема криминалец во Република Македонија кој што не е вмешан во тежок криминал и корупција, а не е другар, пријател или близок на некој од семејството Заев или на некој од високото раководство на СДСМ. Неверојатно е како сите оние кои што ќе бидат фатени во криминал или ќе бидат обзнанети од опозицијата дека сториле криминал, да се пријатели, соработници, ортаци или да се на стотици слики заедно со Заеви или пак со челните лица од СДСМ. Кире Чипсио Спирковски е одраз на она што е во моментов раководството на МВР. Кире Чипсио беше најревносен во штитењето на партиските политики изминативе години во Прилеп, партиските политики на СДСМ и сериозно одработуваше во периодот на изборните процеси за политичката партија СДСМ. Тоа е јавна тајна во Прилеп, тоа е јавна тајна во МВР, тоа го знаат сите. Кире Чипсио, началниците на СВР низ држава, кумановските началници, штипските, велешките, струмичките, битолските началници се само дел од партиската војска на СДСМ, која работи за избори и користи неконвенционални методи за местење на избори и принудување на граѓаните да гласаат за СДСМ. За возврат од Зоран Заев и Спасовски, дозволено им е да прават што сакаат во своите градови и често пати да ги кршат своите надлежности. Едноставно, во секој град има по некој началник што ги штити криминалците блиски на СДСМ. Почитувани, одговорност за целиот случај мора да има, оставки мора да има. Оливер Спасовски ниту е кредибилен министер повеќе, ниту пак има повеќе политички и морален кредибилитет да раководи со полицијата, која што за жал стана дел од наркокартелот на Заеви, но и логистика на светските наркокартели. Благодарам, повелете со прашање. Значи, пред малку од СДСМ обвинија пратеникот и функционерот на ВМРО да помне Александар Николовски дека бил дел од еден меѓународен скандал за изборите во Азербејџан, каде што дел од тие наводувачи таму во изборите се корумпирани во врска со изјавите кои за изборниот процес таму, наводно кои што се во спротивност и со изјавите на и извештаите на меѓународните организации и така натаму. Кој е вашиот коментар за ова, дали се превземе нешто? Па да, во моментов пред да почне пресконференција погледнав изјавата на Костадин Костадинов. Морам на самиот почеток да потенцирам дека се работи за фейк нюз креиран од кујната на СДСМ. Зошто го велам ова? Еве само еден хинт ќе наведам. Пратеникот од Италија за кој што говорат дека бил осуден, воопшто не бил во било каква мисија во Азербејџан за она за кој што говори Коста Костадинов. Веднаш се гледа дека е фейк нюз, дека е лага произнесена измислица за подпредседателот Николовски од страна на СДСМ. Она кое што морам да го апелирам до граѓаните, апелирам уште еднаш да не подклекнуваат на овие фейк нюз, лаги, измислици кои што ги пласира СДСМ, бидејќи ова го пласираат единствено со намера и причина да дефокусираат од реалните афери кои што ни се случуваат во моментов, а тоа е аферата мафија, тоа е аферата наркокартел Заеви, тоа е за оние хонорарци кои што ги крија во владата каде што се вработени десетици роднини, синови, ќерки, партиски војници на СДСМ и тоа е едноставно произнесено се со цел само да дефокусираат од овие реални проблеми. Така да, тоа е она кое што имаме да го кажеме за ова. Благодарам.